Здраво, јас сум Филип, а вие гледате Инстант вести на Радио МОВ, први македонски младински вести на Инстаграм. Ама окей, ќе ги ставиме на Facebook и на YouTube, а може би на TikTok. Само да ни текне како да ги сместиме сите во една минута. Двајца пратеници заболени од COVID-19 во скафандери влегува во собранието на Република Северна Македонија за да гласаат за економските мерки за помош на граѓаните кои беа блокирани од опозицијата. Фино. Мојот колега го казнија за неносење на маска. Добро, он си призна, си плати во денарска противречност во рок од 7 дена, а полицајецот во станица носеше маска под носот. Нема врска, да продолжиме со темата. Значи, собранието конечно го изгласа петиот пакет економски мерки кои тежи околу 160 милиони евра. За во меѓувреме владата да го донесе и шестиот пакет. Ова се пари кои се двојат од буџетот и треба да им помогнат на економијата и на граѓаните за полесно да ја пребродат пандемијата. Проблемот е во тоа што младите како категорија не се посебно издвоени во овие мерки. Освен, ако работат во секторите туризам, угостителство, транспорт, организација на настани или ако се музичари. Олеснување има и ако се регистрирани за нечии или тутунари. Кога сме ке тутунот и за нечиите, го приклучуваме нашиот дописник од Кавадарци. Здраво, Станиш, малку сум слаб со географија, па можеш да ми кажеш дали има тутун во Кавадарци? И да, што се случува со младите во твојата општина? Здраво, јас сум Станиша од Кавадарци, ученик во 4-та година. Што се однесува до првото прашање, ние немаме тутун, тутун имаат во Прилеп, ние кавадарчани сме познати по производи како од ракија и од вино, па затоа во следна прилика кога ќе идете за Кавадарци ве поканувам да конзумирате од некои од овие наши производи и се надеваме дека повторно ќе ве привлечеме да дојдете. А што се однесува до второто прашање, до пред некое време во нашиот град недостасуваше младински центар, но преку Сојузот за младинска работа се сертифицира и правите младински работници и наскоро очекуваме отворање на младинскиот центар каде што младите ќе бидат поврзани со неформалното образование, многу обуки, работилници, младински размени и се она што ќе биде во интерес и во аспект за младите. Земјава се уште кубари со вакцини за COVID-19. Според анкетата што ја направивме овде на Инстаграм, очигледно дека голем број млади не ја дочекаа вакцината на својата држава. И јас не сум вакциниран. Туку си ја пробаа среќата во Србија. Други пак, пријавени преку системот вакцинација.мк, немаат поим кога ќе дојде нивниот ред. Ги прашавме надлежните дали имаат конкретен план кога ќе се одвива вакцинацијата кај младите и на кој начин ги формираат за целиот процес. Па така, од Министерство за здравство КУС одговорија. Вакцините се наменети за лица на возраст над 18 години и сите кои ќе пројават интерес за имунизација ќе имаат можност да се вакцинираат. Начинот на пријавување е ист за сите граѓани, односно можат да се пријават на веб страната вакцинација.мк или преку матичните лекари. Продолжуваме со вестите од образованието. Училишта одбиваат да ги споделат материјалите на интерните испити и банки на прашања за престојната матура, реагира од Сојузот на средношколци. Тие упатија предупредување до премиерот Зоран Заев, министерката за образование и наука Мила Царовска, како и директорката на државниот испитен центар Елизабета Наумовска. Дека се прекршува договорот што го постигна во февруари. Според Сојузот, училиштата се должни да ги објават материјалите за интерните испити најдосна 3 недели пред денот на испитот и тие да содржат најмалку 60, а најмногу 100 прашања. Од државниот испитен центар уверуваат дека целосно ќе бидат исполнети обврските што произлегува по договорот помеѓу Сојузот на средношколците и надлежните институции во однос на државната матура. Дека ти се декорночар, не дека ти треба да чекави ми се очи. Ева Цветковска е избрана за нова председателка на Универзитетското студентско собрание при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Таа беше избрана од страна на новиот состав на УСС УКИМ, тоест јас, добивајќи мандат од 1 година со можност за реизбор. Од вестите за култура издвојуваме. Нема ради пандемијата. Има, ама неколку што ни треба. Ако ништо друго, отидовме на изложба насловена изложба во МКЦ Скопје. На пандемијата и прекосеа младите македонски графичари Ана Трајковска, Душан Стефановски, Ивана Секуловска и Јован Јосифовски.
Rock School од Скопје организираше онлайн кампања со која собираат средства кои ќе бидат искористени за да им се обезбедат бесплатно музичко образование на 30 деца роми. Нивниот предизвик е да соберат најмалку $5,000 од 40 донатори. Драги ја издаде новата песна Кензо Танге. Мила Јовановиќ, матурантка во Скопската гимназија Никола Карев, реши крајот на своето средно образование да го одбележи со хуманитарна акција и да собере компјутерска техника за учениците кои немаат услови за следење на онлайн настава. Кавадарчанецот Борче Стаменов, кој пред 5 години ја започна акцијата Донирај компјутер, полека ја заокружува бројката од 800 донирани компјутери. Може ќе опреми и нас. Во овој блок вести, активизам и ренесанс, ја издвојуваме акцијата на општина Тетово. Сигурно досега слушнавте за новата адреналинска велопатека во Тетово. Проблемот е само што не е вистинска адреналинска, туку делуваше така малку без гај. Неколку дена подоцна општина Тетово почна да ги крши парапетчињата среде патеките. Сега се е окей. Се е окей. Малку лабаво. 2 лабави светски вести. Во Полска спасувачите на животни биле повикани да спасат ретко животно од дрво кое таму стоело 2 дена, а жителите се плашеле да ги отворат своите прозорци затоа што биле загрижени дека тоа ќе влезе во нивните домови. Спасувачите излегле на терен и ја откриле мистеријата. Се работело за круасан. Го фрлил соседот, мислејќи да ги нахрани птиците. Ај чекам малку да и... Во невообичаена церемонија, Nomadland го одбележа овогодишното доделување на наградата Оскар. Овогодинешното. Овогодишното. Годишно. Добро бе, Филип, ајде погоди го, ајде. 2000 years later. Овогодишното доделување на наградата Оскар. Филмот триумфираше во категориите за најдобар филм, најдобра режија и најдобра главна актерка. Ова беше таа со кратката коса, многу добра актерка. Истовремено режисерката Клој Жао влезе во историјата на наградите откако стана првата жена која не е белкинка што ја освоила наградата за најдобра режија. И пред да почетаме кудите, белкинка е во женски род во македонскиот дигитален речник кој што сите знаете да барате на Google. Толку за денеска, се гледаме за 2 недели. Филип, Инстант вести.